почитувам председател со комисијата, почитувани пратеници, почитуван представник од Министерството за финансии, почитуван македонски народе, Радовишани. Поднесов амандман со цел регулација на речното корито на Радовишка река. Амандманот го поднесувам повеќе пати при носење на буџети и ребаланси на буџети. Не се согласувам делумно целосно не се согласувам со образложењето од Министерството за финансии, затоа што основниот буџет точно дека има предвидено средства, меѓутоа станува збор за конкретни градежни активности во самиот проект, а оваа ставка при Министерството за животна средина има износ 0. Од тој аспект сосема според мене исправно е да се лоцираат средства на таа позиција, затоа што станува збор за конкретен проект, каде што се предвидуваат градежни работи и соодветно нели е дадена релокација на средства кои лесно може да се направат во буџетот. Проектот сум го зборувал повеќе пати, чисто за еден континуитет, се состои од регулација на Радовишка река и тоа во текот на целото нејзино течење над градот, во градот и под градот Радовиш, затоа што Радовишка река, иако има прилично мал водостој во текот на годината, во одредени периоди знае да пресуши во летниот период, меѓутоа ерозивното подрачје, поплавното подрачје, големото сливно подрачје, конфигурацијата на теренот и орографијата јасно укажува и досегашната состојба со оваа река и поплавите јасно укажува дека ова е поплавно подрачје и неретко ни се случуваат сериозни поплави во општина Радовиш. Од тој аспект, ако сакаме да го тргнеме овој горлив проблем во Радовиш, неопходно е системски да се решава проблемот, односно да се направат градежни зафати во горниот дел од течението на Радовишка река, регулација на коритото во текот на течението во самиот град и регулација на коритото во долниот дел, односно во Радовишко поле, затоа што имавме поплави на Радовишко поле од сериозен обем и со тоа девастирање на почвата, односно негативни последици од поплавите. Самото решение дополнително треба да биде и насочено со градични активности во насока на регулација на пороите и притоките на Радовишка река, со цел да се овој проблем сериозно свати и истиот да биде решен на правилен, односно на научен аспект. Проектот треба да биде на некој начин синхронизиран и со проектот од JICA, тоа е јапонската влада, инвестира во биолошки проект за пошумување на еродивни подрачја во Радовишко. Меѓутоа, само со пошумување сметам дека нема да постигнеме целосен ефект, потребни се и градежни работи и токму во таа насока е поднесен овој амандман. Амандманот во суштина представува заштита од поплави, проект за заштита од поплави, генерално представува капитална инвестиција, нешто за што сите толку многу се залагаме во оваа држава, а никако да ги реализираме тие капитални инвестиции. И пред се еколошки проблем, проект затоа што ќе решиме еден сериозен еколошки проблем. Свесен сум дека владата неколку пат, цело време го одбива овој амандман. Причините се најразлични, меѓутоа што е добро во целата ова работа. Добро е што оваа влада има уште една година од својот мандат и на некој начин ова е последниот регуларен буџет годишен кој го носи оваа влада. И добро е што мандатот на оваа влада истекува без разлика дали тоа ќе се предвремени или редовни избори. Граѓаните на Радовиш веќе јасно знаат дека владата нема намера да го решава проблемот на поројот и поплавите во Радовиш
и ова е еден силен момент дополнително покрај финансискиот колапс, покрај економскиот колапс, покрај проблемите во земјоделие, покрај проблемите во сите сфери. Радовишани добро да знаат дека владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ не мислат ништо за Радовиш. Впрочем, сите овие проекти кои ги барам, има уште неколку регионални патишта, регулации на канализации, детска градинка, никако да дојдат на ред во владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и ова е јасно дека се проблеми кои ќе ги решава идната влада на ВМРО-ДПМН и силно ќе се заложиме ова да биде реализирано уште почетокот на мандатот, затоа што радовишани го заслужуваат ова. Генерално, локалната самоуправа работи во таа насока дополнително колку што може. Сериозно се инвестира во горниот дел од Радовишка река, се гради пристапен пат и до водоводите и до ова подрачје на некој начин да биде поатрактивно, ќе се гради брзо и парк. Ова е дополнителен момент да се инвестира во регулацијата на водите, затоа што на некој начин ќе бидат стабилизирани сите инвестиции во тој дел од градот. Се надевам дека пратениците ќе го изгласат овој амандман, затоа што е во интерес на радовишани и на некој начин ќе решиме еден проблем во Радовиш. Благодарам. Благодарам, колега